od moj jagol. Mislim, znači postojam. Ako se bide iskren sam so sebe, ako popatno se podrazmisli, ke se shvati дека се може и повеќе и подобро и поинаку од сега правеното и недоправеното. Но тоа не се прави и се чека, а не се знае што и до кога. А сега онака попатно и одоколу. Погледнете ја пчелата како лета. Се дава целосно во работата, а живее само месец и половина. Се троши во своето постоење, во трудот, од ден во ден. Честопати се случува едноставно да ја снема од воздухот, да падне на полето на ледината, понапознатото циу туп. Тоа е тоа. Пчелата се товари премногу, не штедејки се, и потоа нормално нема сила да се врати во својата кошница, па така заминува ненајавено и осамено за секогаш, таму некаде во вечноста. А како е со човекот? Колку само тој мисли на себе, што се си дозира, си планира, не претерува и се жали на се живо речи си постојано. Планира, седи, се храни и чека подобри времења кои никако да дојдат. И така животот пролетува како пчела што не се ни забележува. Утре е посакуваното, но никако и почеток на остварувањето. И се од почеток некаде до крајот, односно средината од почетокот. Сега да ја разгледаме и следиме велат најчесто вредната мравка. Не се ништо не се досадува никогаш. И кога да се види, ита некаде и постојано нешто влече и влече зад себе, со себе. И кога товарот ќе падне, мравката пак го подига полека и трпеливо продолжува понатаму до својата цел. Никогаш не се откажува. Што е со човекот? Тој ќе се обиде нешто да направи и ако не тргне како што планирал, се откажува и бара полесен пат за остварувањето на замисленото. Тој пат на многумина им е познат и да не губам време да го споменувам. Се крева рачната и полека се притајува до мигот кога пријателот ќе шепне дека работата е готова или не е можна од икс причини. Се застанува и се плука по се што се може и што не се мора. Дефинитивно, мора да се признае дека човекот е полош од пчелата и од мравката. А дали така треба и мора да биде? Ако не се успее од прва, треба да се проба пак, да се крене и следи искуството и потребата од бараното и честното секако. Совршенството на животот е смиреност. Ако не се успее во смиреноста, се е залудно и тука завршуваат почетоците на тоа што може да биде многу корисно и добро за себе, а потоа и за останатите. Обидите се добредојдени и остварливи, ако се има верба, доблест и желба пред се да се успее во замисленото и секако остварливото. Пејте и смејте се кога одите кон посакуваното, зашто злобната сила тоа не го поднесува. На грижите се спротеставува со добрина и ведрина, зашто со нив полесно се стига до целта, а се исфрла и отровот од телото. Баба ми раскажуваше, кога на времето ќе паднел голем снег, кога ќе се појавила месечина, се собирале во шумата многу зајачиња. Снегот бил висок, тие го натапкувале со ножињата, правеле круг таму каде што имало чистина и се бркале, се радувале, се превртувале на снегот, на белината и си играле. Тоа е всушност радоста на живењето. Тие имале и имаат живот на радост, а човекот, ние, имаме се и се што ако се погледне онака од страна и повторно. Повторно нешто недостига,
нема задоволство речиси од ништо. Животните не се грижат премногу, не подготвуваат амбари со жито, се хранат што ќе најдат, грицкаат, наоѓаат негде заштита и спијат мирно. И најважно, тие се среќни. Дали сме ние и дали некогаш ќе бидеме. Птиците се благодарни на тоа што се, а човекот, ние, не сме. Тие почнуваат да пеат рано наутро и не престануваат некаде до 9 часот. Потоа малку ќе се стишаат, па одат да бараат храна за себе, а и младите мораат да ги нахранат. Кога ќе завршат со тоа, повторно продолжуваат да пеат. Нив никој не ги тера да пеат, но тие пеат. Дали некој ги слуша или не, се едно е. Тие пеат и му се радуваат на денот што се родил. А човекот, ние, намуртени од сабајле, со некоја чудна енергија, се некој друг е виновен, времето не е како што треба, сонцето греело поинаку и се само мани, но никако сопствените. Не ни е ниту до насмевка за убав почеток на новиот ден, ниту до било што друго, освен до проблемите и грижите што само го чекаат својот третман и едноставно обседнуваат. Треба да се помисли во вакви мигови на птиците и да се угледа понекогаш на нив. Слобода, прошетка, дружба, ведрина. А што во тоа нас не кочи? Што ни пречи? Всушност, ништо. Ама ете, тоа е човекот. И да не се заборави, љубовта победува се. Од мој јагол. Мислам, значи постојам.